Секој граѓанин на Република Македонија во просек годишно создава по 350 килограми отпад. За 365 дена така се трупаат околу 700.000 тони ѓубре, од кое според Министерството за животна средина 70% завршуваат на 54 легални, а остатокот на неколку стотини диви депонии. Ето остаток изнесува околу 210.000 тони, а дивите депонии всушност често се во планини, шуми, реки, во соседните пољани, паркови и така натаму. Епа доста фрлавме, време е да се засукаат рекавите и сето тоа да се расчисти. Во оваа насока, деновиве официјално беше најавен почетокот на големата кампања Македонија без отпад 2012, која ја организираат Асоцијацијата на невладини организации Ајде Македонија, а ја поддржуваат владата, регионалниот еколошки центар и амбасадите на Холандија, Шведска и Словенија. Во пилот акцијата изведена во 5 општини во април годинава, преку 1000 волонтери за еден ден собра 1153 метри кубни отпад. Овој пат е планирано во чистењето на дивите депонии да се вклучат 40 на градови од земјата. Со оглед на тоа дека во овој проект ќе бидат ангажирани сите релевантни институции, поточно повеќе министерства, јавни комунални предпријатија, дирекции и слично, повеќе информации за истиот добивме од координаторите на локално ниво. Јасмина Ангеловска, одговорна за образование во општината Крива Паланка, и Оливер Стојановски, помалт соработник за заштита на животната средина. На 6 октомври општина Крива Паланка ќе спроведе акцијата за чистење во рамките на проектот Македонија без отпад, кој што е организиран од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија 2012. Ова акција ќе биде спроведена и во нашата општина, при што засегнати страни кои што ќе бидат директно вклучени во акцијата се општина Крива Паланка, основните училишта Јоаким Крчовски и Линден, средното училиште Ѓорче Петров, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и сите заинтересирани граѓани кои што живеат во општина Крива Паланка и кои што сакаат да допринесат за реализација на оваа успешна акција. Активности кои што ќе бидат спроведени во училиштата се следните. Во сите училишта ќе бидат поставени собирни пунктови на кои граѓаните, учениците и сите други заинтересирани граѓани, значи можат да ја стават својата стара хартија во собирните места кои што ќе бидат лоцирани во самите училишта. Собраната хартија преку Асоцијацијата Ајде Македонија ќе биде превземена од Медија Принт Македонија. Потоа втора акција која што е предвидена во училиштата е уредување на училишните дворови, училишните простории и собраниот комунален отпад ќе биде превземен од страна на јавното предпријатие Комуналец и транспортиран до градската депонија. Реализирање исто така и на еколошки предавања на учениците според подготвени материјали од страна на Ајде Македонија. Инаку Асоцијацијата Ајде Македонија е дел од глобалната иницијатива која се спроведува во над 85 земји во светот. Од таму сега ги повикуваат сите граѓани, организации, единици на локалната самоуправа, компании, институции и медиуми да земат учество во акцијата, а на нивната веб страница и да се информираат на кои се начини можат да помогнат. За ова повеќе и од координаторот на Македонија без отпад 2012 за Крива Паланка Оливер Стојановски. Како што кажа колешката Јасминка Ангеловска, на 6 октомври ќе биде реализирана акција за чистење во рамките на проектот Македонија без отпад 2012 година, организирано од страна на Министерството за животна средина и Асоцијацијата Ајде Македонија. Акцијата, да напоменеме, ќе започне во 8 часот во сабота на 6 октомври. Општина Крива Паланка за оваа акција има определено 4 локации за чистење на диви депонии и тоа локациите се село Мождивњак, значи во близина на подрачното основно училиште Илинден, улица Климент Охридски, населба Цонефрид, населба Единство, како и околината на мотелот Македонија и патот кој што води под долот до манастирот Свети Јаким Осоговски. Во рачистување на овие диви депонии ќе бидат вклучени лицата времено ангажирани од страна на општина Крива Паланка, а исто така во рачистување на овие депонии може да се вклучат и заинтересирани граѓани кои се засегнати, значи, од овој проблем на диви депонии. Собраниот смет од страна на ЈП Комуналец ќе биде истиот ден превземен и транспортиран и одложен до градската депонија. Исто така,
вработените во општина Крива Паланка, како и вработените во ЈП Комуналец и подрачното оделение за управување со кризи и подрачното оделение за заштита и спасување ќе вршат чистење на кејот на Крива река. Од општината апелираа до сите граѓани кои имаат лоцирано диви депонии, истите да ги пријават најдоцна до петок на 5 октомври до 16 часот, кај овластениот комунален инспектор Зоран Павловски на телефонот 078 353 430 или во канцеларијата број 36 во општинската зграда. Сите активности на нашата општина, а поврзани со акцијата Македонија без отпад, достапни се и на интернет страницата на Ајде Македонија.